Добар ден на сите. Сакам да ви информирам дека денеска поднесовме 21 кривична пријава против повеќе од 17 сторители на кривични дела против изборниот процес. Тоа значи дека кривичните пријави кои што ги поднесовме до обвинителството опфаќаат злоупотреба на службена положба и овластување, злоупотреба на лични податоци, присилба, предизвикување на општа опасност, фалсификување на исправи, противзаконско посредување, повреда на избирачкото право, повреда на слободата за определување при изборите, повреда на тајноста на гласањето и злоупотреба на средства за финансирање на изборната кампања. Сите тие 21 кривична пријава, базирани само на доказите кои што ги доставивме и до јавноста за криминал за време на изборите, се веќе во обвинителството. Вие знаете дека ние не веруваме во објективноста и професионалноста и независноста на правосудниот систем во Република Македонија, а откако излегоа сите овие докази и снимки на површина, и јавноста веќе нема доверба. Меѓутоа, поднесувањето на кривичните пријави го правиме со цел да покажеме дека ние ги почитуваме Уставот и законите на Република Македонија и сакаме да оставиме и пишан траг во овие институции дека некој мора да сноси одговорност за недозволените криминални, незаконски дејствија за време на серија од изборни циклуси. Госпожа Шекеринска, на прашање може? Да. Јавниот поранешниот јавен обвинител да слушна. Љупчо Шврговски, може вака. Љупчо Шврговски не се криеше, нели, да ја обелодени, да ја потврди автентичност на разговорот. Како го толкувате? Толкувате неговата изјава, неговото потврдување? Сепак он беше, нели, третиот македонски јавен обвинител. Изјавата на поранишниот обвинител Шврговски потврдува две работи. Прво, тој е еден од најблиските луѓе на врхушката околу Груевски, кој што потврди дека снимките се автентични. И тој самиот со својата изјава потврдува дека ниту некој креирал, ниту некој монтирал разговори. Тој ја потврди веродостојноста на снимките, но во исто време потврди како власта гледала на правосудството и на обвинителството. Со неговата изјава се потврдува дека за власта и луѓето блиски до нив обвинителството било само продолжена рака на извршната власт. Дека ниту било независно, ниту било самостојно. Тоа е кршење на основните уставни начела. Тоа ни покажува зошто во сите овие изминати години ниту еднаш јавното обвинителство не се охрабри да поднесе кривична пријава против било кој од вршителите главни на власта, било за злоупотреба на службена позиција, било за криминал или за корупција. Мислам дека денешната, предпоставувам, изјава на Шврговски го демантираше Груевски и неговите блиски во сите лаги кои што ги шират овие денови. Снимките се автентични и обвинителството цело време функционирало под директен политички диктат. Предмет на наш интерес ќе бидат практично сите криминали или злоупотреби кои што сега веќе излегуваат на виделина со снимките кои што ги објавуваме. Меѓутоа, водете сметка, ние на неколку дена излегуваме со пресконференција, не можеме да нафтасаме со кривичните пријави. И факт е дека ако ги слушате само снимките од една пресконференција, ќе сватите дека само во една папка имате 20 на кривични пријави и 20 или повеќе години затвор за луѓето кои што тоа го правеле. Ова е дефинитивно повреда, не само на уставните начела, туку го руши принципот на поделба на власта. Кој е тој парламент кој што може да ја контролира власта ако луѓето во власта држат меници или пишани оставки? Мислам дека сега веќе и на премиерот ќе му биде тешко да тврди дека нема директна контрола врз судбините на своите пратеници. Можеби тоа е причината зошто парламентот се уште молчи на овие скандалозни откритија кои покажуваат дека Македонија е окупирана или киднапирана земја од страна на неколкумина луѓе во власта. Како го толкувате цело време молкот на претседателот на државата, кој наставно никако да се огласи целите афери? Очекуван и срамен е молкот на Иванов. Начинот на кој што беше избран, начинот на кој што ја практикуваше својата функција во изминативе 5 години, не тераше да очекуваме нешто повеќе.
Но во ситуација кога Македонија е во сериозна криза, навистина и ние сме шокирани дека тој продолжува да биде само нем сведок. Власта излезе со серија на смешни лаги, тој не собера сила дури ни да свика Совет за безбедност, а замислете неговите први соработници тврдат дека овде каровареле странски служби. Тоа покажува дека дури ни Иванов не верува во лагите на Груевски. Ману денеска излезе со сериозна загриженост за политичката ситуација во земјава. Мислам дека веќе нема граѓанин во нашата држава кој не е загрижен за состојбата. Нема човек кој што ја наблюдува Македонија и од надвор кој не е загрижен за состојбата. Она што очекуваме од сите одговорни, загрижени граѓани на Република Македонија е да се обидеме ваквата ситуација да ја промениме и да кажеме дека ова не е Македонија која што граѓаните ја посакуваат. Македонија во која секој граѓанин треба да се плаши, бидејќи човековите права се газат, бидејќи судството функционира под диктат, а бидејќи институциите се претвориле во партиски штабови на ВМРО ДПМН. Јасно е дека македонската јавност имаше шанса да види што се случува зад сцената. Кој ги влече конците и кој носи одлуки кои што ќе се одразат на оваа држава во следниве декади, а ќе се одразат на животите на сите граѓани во неа. Во таа смисла и соопштението од Ману е во таа насока и јас сметам дека и би можело да биде и малку поексплицитно, ама тоа е моје лично мислење. Во овој контекст што очекувате од европските олеснувачи, да ги така наречам, кои што треба да дојдат? Докаде се формирање на тимови? Се уште таа европска иницијатива е во зародиш и јас не би сакала да коментирам за нешто што се уште не е многу прецизно. Меѓутоа ние од почетокот кажавме, оваа криза Македонија има сила да ја разреши, но секој оној кој што е сојузник, пријател и поддржувач на Република Македонија треба и мора да помогне. И затоа сметаме дека нивно многу подиректно учество ќе биде добре дојдено. Во Македонија сите граѓани изгубија верба во институциите заради тоа што е видливо дека тие институции биле приватизирани, партизирани, а потоа и приватизирани. И заради тоа дефинитивно треба да се обезбедат и дополнителни гаранции дека во Македонија ова веќе никогаш нема да се случи. Ќе имаат ли ефект кривичните пријави? Што ако можете дојдат во раце на некој од обвинителите кои ги договарала власт? Ние рековме дека илузии немаме, дека не сме наивни преку ноќ, дека обвинителството или другите институции сами од себе ќе се ослободат. Меѓутоа, ние мора да ја направиме нашиот дел од задачата, нашиот дел од одговорноста, да ги поднесеме пријавите. Тие се пишан трак. Тие се ќе станат одговорност на некои луѓе со име и презиме. И ги повикавме многуте професионалци кои исто така работат во различни институции во државата, да им кажат не после волку години, да им кажат не на притисоците, да им кажат не на нарачките од Илинденска безброј и да покажат дека интегритетот постои во нашата татковина. Секој со својата одговорност. Ние ги оставаме и секој кој што ќе ги прими овие предмети и ќе работи на нив, ќе биде и лично одговорен за начинот на кој што ја обавува својата обвинителска функција, што воопшто не е мала и незначителна. Во тој контекст јавното обвинителство имаше испрати соопштение како меѓународни правни експерти, според вас тоа е добро решение? Ние ставивме јасно до знаење. Првиот чекор за да имаме елементарно пристојна постапка е овој обвинител за кој веќе има докази дека е дел од владината структура за контрола на процесите, мора да даде оставка. Мора да даде оставка и човекот одговорен за одделот на организиран криминал, кој што е инаку близок роднина на човекот кој што учествувал и го аминувал прислушкувањето, Мијалков. После тие две оставки има шанси обвинителството да се ослободи од притисокот и во тој случај и секакво меѓународно вмешување, меѓународно мониторирање, меѓутоа сериозно, со јасен мандат, ќе биде само плюс. Ви благодарам многу.